Новиот систем за строги казни и почитување на сообраќајните правила Safe City полека ги дава посакуваните резултати. Статистиката покажува пат од цели 27% на бројот на сообраќајни незгоди овој месец во споредба со истиот период лани. Според официјалните податоци на подрачјата каде што е поставен безбедносниот систем, бројот на сообраќајни незгоди е значително намален. Во периодот од 1 февруари 2026 до 23 февруари 2026 година на териториите на градовите Скопје, Тетово и Куманово и коридорите 8 и 10 регистрирани се вкупно 208 сообраќајни незгоди. Во периодот од 1 февруари 2025 година до 28 февруари 2025 година на територијата на градовите Скопје, Тетово и Куманово и коридорите 8 и 10 регистрирани се вкупно 288 сообраќајни незгоди. И покрај намалениот број на незгоди, во периодот од 1 до 23 февруари годинава 2 лица го загубиле животот во сообраќајка, а 16 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Во истиот период лани животот го загубило едно лице, а 15 лица имале сериозни последици. Во периодот од 1 февруари 2026 година до 23 февруари 2026 година на територијата на градовите Скопје, Тетово и Куманово и коридорите 8 и 10 2 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Во истиот период констатирани се 16 сообраќајни незгоди, од кои 16 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Во периодот од 1 февруари 2025 година до 28 февруари 2025 година на територијата на градовите Скопје, Тетово и Куманово и коридорите 8 и 10 едно лице го загубило животот во сообраќајна незгода. Во истиот период констатирани се 15 сообраќајни незгоди, од кои 16 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Според податоците, најчести причини за сообраќајните незгоди и натаму се пребрзо возење под дејство на алкохол, минување на црвено и непочитување на сообраќајните правила и прописи. Откако стапи во функција системот, таму каде има камери, регистрирани се вкупно 14.391 сообраќајни прекршоци. Изминатата недела се изречени вкупно 4.910 казни, од кои најголем дел и понатаму се за пребрзо возење. Бројот на прекршоци за минување на црвено светло е намален дури и за 51%, а има и пат од 20,9% во бројот на изречени мерки за забрана за управување на возило во однос на минатата седмица.